Добар ден, почитувани ученици. Јас сум Васко Ристевски, наставник во Основното училиште Славко Лумбарковски во Новаци. Денес ќе се запознаеме со вежби за труп, стомачна и грбна мускулатура, како и вежби за нозете. Цел на овој наставен час е да ги научиме правилно да ги изведуваме вежбите за трупот, за стомачната и грбната мускулатура, како и вежбите за нозе. Да започнеме со вежбите. Прва вежба е вежба за труп. Од исправен став со поширок рачекорен став се спуштаме по предклон, при што со левата рака ја допираме ногата, десната нога, а со десната рака ја допираме левата нога. Да ја погледнеме презентација, да погледнеме видеото. При изведувањето на оваа вежба треба да напоменеме дека погледот секогаш треба да ни биде кон раката која што е горе, а бројот на повторувањата на вежбата е од 8 до 10 повторувања. Следна вежба. За оваа вежба ќе користиме дрвена палка, која што ја поставуваме позади вратот. Вежбачот, односно ученикот, се наоѓа во исправен став, со нозете поставени во поширок рачекорен став. Да ја погледнеме вежбата. Вежбата започнува со предклон, при што изведуваме засук во лево и во десно. Понатаму, од исправен став, со палката позади вратот, изведуваме засуци во лево и во десно. Исто така, бројот на повторувања на оваа вежба е од 8 до 10 повторувања. Следната вежба за труп е од исправен став. Вежбачот се поставува во предклон, со рацете испружени по предручување и исто така користи при оваа вежба дрвена палка. Вежбата започнува со длабок предклон, а потоа се исправуваме и правиме мал заклон кон назад. И за оваа вежба бројот на повторувања е од 8 до 10. Понатаму продолжуваме со вежби за јакнење на стомачната мускулатура. Почетна положба за оваа вежба сме легнати на грб, со колената свиени, со нозете свиени во колената и рацете се поставени покрај телото. Да ја погледнеме вежбата. Се подигнуваме, при тоа ги одделуваме само рамениците од подлогата, главата останува во продолжение на трупот. Бројот на повторувања е 10 повторувања. Следна вежба од истата почетна положба, меѓутоа овој пат рацете ги поставуваме, дланките ги поставуваме на стомакот и ги подигнуваме рацете, односно рамената и главата од подлогата. Исто така и во оваа вежба бројот на повторувања е 10. Следна вежба за јакнење на стомачната мускулатура е од истата почетна положба, значи легнати на грб со свиени колена, меѓутоа овој пат рацете ги поставуваме вкрстени на градите и вршиме подигнување на рамениот појас под агол од 45 степени. И бројот на повторување за оваа вежба е 10. За оваа вежба за јакнење на стомачната мускулатура ќе користиме рипстол. При тоа сега рацете ќе ги поставиме позади вратот, нозете се свиени во колената и се подигнуваме. Меѓутоа, при оваа вежба, при подигнувањето, со левиот лак го допираме десното колено, а со десниот лак го допираме левото колено и се враќаме во почетна положба. Следна вежба за јакнење на стомачната мускулатура. Сме во положба седнати, со рацете поставени позади телото, нозете се исправени во зглобот на коленото и во скочниот зглоб. Правиме неизменични движења со исправени нозе. Бројот на повторувања е од 10 до 15 повторувања. За следната вежба ќе користиме шведски сандак, при тоа што вежбачот е седнат на крајот на шведскиот сандак, со рацете го опфаќа странично шведскиот сандак и прави подигнување истовремено на двете нозе. Треба да настојуваме колената и стапалата да бидат и справени.
За следната вежба за јакнење на стомачната мускулатура ќе користиме рипстол, при што вежбачот, односно ученикот, е свртен со грбот на рипстолот и фатен за една од повисоките притки. При изведувањето ги подигнува двете нозе и ги свиткува во колена. Задржува неколку секунди, а потоа ги враќа во почетна положба. Бројот на повторувања е од 8 до 10 повторувања. Преминуваме кон вежбите за јакнење на грбната мускулатура. За оваа вежба ќе користиме рипстол. Нозете ги поставуваме под последната притка од рипстолот, рацете се покрај телото и вршиме подигнување на рацете, рамениот појас и при тоа погледот е кон напред. При подигнувањето настојуваме во највисоката положба да се задржиме неколку секунди, 1 до 2 секунди. Следна вежба ги поставуваме рацете на грбот, свиени на грбот и вршиме се подигнување на телото колку што можеме со мала задршка. Последна вежба за јакнење на грбната мускулатура со помош на рипстол е од легната положба на стомак, рацете ги поставуваме со испреплетени прсти позади вратот и вршиме подигнување на телото колку што е можно повисоко. Следна вежба за грбна мускулатура е без справи. За оваа вежба користиме душек, ние сме легнати на стомак и истовремено ги подигнуваме рацете и нозете од подлогата, настојувајќи да ги задржиме 1 до 2 секунди. За оваа вежба за јакнење на грбната мускулатура користиме шведски сандак, при што вежбачот е легнат на стомак и виси од карличниот појас, телото виси, при што рацете се поставени на вратот и вршиме подигнување на телото до највисоката положба. Бројот на повторувања е од 8 до 10 повторувања. Како статичка вежба која што се користи за јакнење на грбната мускулатура е така наречената вежба планк. Оваа вежба се поставуваме на лактите, телото е исправено, погледот е напред и настојуваме да се задржиме од 30 до 60 секунди. Преминуваме кон вежбите за јакнење на мускулите на нозете. Се поставуваме во положба на низок старт, при тоа правиме неизменични движења со левата и со десната нога. Следна вежба за јакнење на мускулите на нозете е од исправен став, правиме неизменични исчекорувања со левата и десната нога и рацете се поставени на колкот. Бројот на повторувања е од 10 до 15 повторувања. Следна вежба за јакнење на мускулите на нозете, а воедно и за истегнување на задната ложа на мускулите е така наречено предножување, при што ги допираме со рацете прстите од ногата која што е предножена. Следна вежба за јакнење на мускулите на нозете се чучњеви, при што рацете се во одручување и правиме чучњеви. Број на повторувања од 8 до 10 повторувања. Во вежбите за јакнење на мускулите можеме да користиме и други реквизити. Во следната вежба користиме јаже, при тоа правиме скокови од 10 до 15 скока. Ви благодарам за вниманието. Се надевам дека презентацијата ви беше интересна. Пријатно!